Поштовани гледачи, добар ден. Добре дојдовте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди. Како што може да забележите, се јавуваме од Струмичко, од нашите градинари, кои што овие недели, овие денови имаат голема мака. Ќе ги забележиме нивните изјави, генерално се однесуваат на тоа колку е значајно прашањето за пласменот. Еден мал увоз, неколку шлепери само од Албанија кои ќе влезат во Струмичкиот регион, во Македонија, веднаш прават такви деструктивни пореметувања на пазарот да градинарите буквално се соочуваат со толку ниски цени да не може да ги извадат ни основните трошоци. Навистина, до пред недела дена цените беа до кај 25 денари се симнаа, што предизвика сериозна загриженост дека ако продолжи овој тренд нема да остане ни еден да произведува до година, ќе немаме домашни домати. Добрата работа е што малку деновиве се подкренаа цените и апелот е да се заинтересираат надлежните да се врати цената во нормала за да може да опстанат овие луѓе. Имаат сериозни инвестиции, работат по такви горештини, сега додека ги снимаме овие најави, ќе брзаме што побрзо да ги кажеме, бидејќи навистина тука под овие најлони се огромни температурите и работат во такви екстремни услови и овие се луѓето кои што ние произведуваат нашата храна. Ако нив ги изгубиме, ќе зависиме целосно од увозната храна, која што секогаш ќе ни даваат нешто што е за нив втора класа или што им останува таму од бербите. Најзначајно е да си ги задржиме нашите производители, да си опстане домашното производство на храна. Тоа е главниот апел од денешната емисија од луѓево во Струмичко кои што ги снимавме во денешната емисија кои што ќе ги гледате. Во вториот дел од емисијата ќе зборуваме малку и за дигитализацијата, многу значајни процеси кои што допрва ни престојат во секој дел, во секој производство. Факултетот за земјоделски науки и храна прави еден демонстративен опит каде што ќе ги промовира сите тие нови технологии да се видат како во пракса, како се применуваат, какви ефекти има од нив и колку ќе олеснат работата на земјоделците. Дали се тоа сензори кои што ќе им кажат кога треба се наводнува или сами ќе го водат наводнувањето према тоа каква е влагата, многу предности нуди дигитализацијата, но за да дојдеме до дигитализацијата, овие луѓе треба да имаат пари за да инвестираат. Се враќаме на почетокот. Првата рубрика ни е агровестите, па ќе одиме натаму со емисијата. Сточарите од Делчевско планираат да излезат на протест со блокада на патиштата, затоа што дел од млекарниците им најавиле дека по 1 јули ќе го прекинат откупот на суровото млеко. За да се надмине состојбата, советник на министерот за земјоделство Трипуновски беше на средба со сточарите и по средбата најави дека е најдено решение кои млекарници ќе го купуваат млекото и дека нема да остане од сточарите неоткупено млеко. Сточарите сметат дека ова сепак не е долгорочно решение и дека треба министерството да најде начин за да немаат вакви проблеми во иднина. Само во Делчево има 80 на сточари кои имаат производство од 15 тони сурово млеко. Како и сточарите од другите региони, така и делчевските сточари проблемот го лоцираат во увозот на млеко и млеково прав од Србија. Во следните 2 недели сточарите очекуваат конкретен одговор за цената на млекото, пошто ќе се знае нивната понатамошна одлука околу евентуалната организација на протест. Платежната агенција исплати 33 милиони евра субвенции за произведен и предаден тутун од реколтата 2025 година. Средства кои беа наменети за 15.144 тутунопроизводители. Ова исплата следи по објавата на премиерот Мицкоски дека веќе се пуштени налозите кон Министерството за финансии, односно кон Трезорот, за да се исплатат субвенциите за тутунот, како стратешка и традиционално значајна земјоделска култура. Доцнењето на исплатата од опозицијата беше критикувано дека во претходните 3 години субвенции за тутунот се исплаќале во април и никогаш толку доцна во јуни. Иако беше првично најавено за во мај, па почетокот на јуни, сепак исплатата е во рамките на законскиот рок до 30 јуни. Земјоделците ги очекуваат и другите исплати на субвенциите до крајот на месецов за да се запазат роковите. Последниот случај кога 72 годишен земјоделец од Зелениково беше пронајден мртов под својот мотокултиватор, уште еднаш го вклучи алармот за заштита при работа со земјоделската механизација. Според познавачите, бројките покажуваат дека за 2 години во Македонија имало осумина загинати и десетици тешко повредени во сообраќајни несреќи со земјоделска механизација. Експертите предупредуваат дека недостигот на обука и вклученоста на децата во работните процеси представуваат сериозна опасност. Во текот на 2024 во сообраќајни незгоди со трактори настрадале 60 лица.
Во 25 година бројот на настраднани лица изнесува 49, додека само во првите 4 месеци од 2026 регистрирани се 10 настраднани лица, од кои 3 со смртни последици. Особено загржува податокот дека најголем дел од жртвите се токму возачите на тракторите. Општина Ресен го продолжи рокот за пријавување на штети на земјоделските насади од природна непогода голомразица на територијата на таа општина. Пријавувањето на штетите се врши за природна непогода регистрирана во периодот од 1 до 4 мај годинава, што го зафати подрачјето на општина Ресен. Оштетените површини се пријавуваат според засадените површини, односно според соодветната површина која лицето ја поседува во единствениот регистар на земјоделски стопанства при Министерството за земјоделство. Пријавувањето на штетите на земјоделските насади од природна непогода голомразица ќе се врши најдоцна до 30 јуни. Главната тема за денешната емисија ни се струмичките градинари. Каква е состојбата во Струмичко? Направивме една обиколка. За разлика од минатата недела кога паднаа цените драстично на 20-25 денари, малку е повратена цената во нормала, влева надежка и земјоделците дека ако некој се заинтересира да останат барем овие цени до крајот на бербите, да можат да си ги вратат трошоците. Да овие луѓе толку имаат вложено во ова производство, да произведат храна за цела Македонија, да има и за извоз, а да ги оставиме на милост и немилост со неколку шлепери да им се урива цената, трговците да им го собираат кајмакот. Ние, ако во Струмичко беа цените по 20 и 25 денари, ние во Скопје 80 до 100 денари го плаќавме патлиџанот и никој за тоа не се интересира, никој да поведе сметка со оваа зелена мафија, да стави крај и целиот ќар да не оди кај нив, него да оди кај земјоделците и потрошувачите да јадат по нормални цени. Погледнете ги ставовите на земјоделците на оваа тема. Господин Панев, ние пред отприлика 2 месеци бевме на ова место, на истава локација, кога имавте најинтензивна работа, кога со аргати ги подготвувавте доматите, кога имавте интензивни трошоци. Сега, поводот, после 2 месеци ние да видиме, дојде време за берба, дојде време да земете некој динар. Што се случува? Кога треба да земеме пари, не може да земеме. Не знам на кој се жалиме, дали држава, дали бизнисмене, сите се заедно. Прошлата недела беше 25 денара патлиџано. Ни оддалеко не покрива сметките. Не оддалеко. 25 денари, мислам дека најлошиот период не бил. 25 динара у сегашни устои на тие трошкове, тоа е 5 пати загуба, не е значи. 5 пати загуба. Бизнисмените се жалат ово, оно нема пласман и од страна на државата ние до вчера имаме увоз од Албанија. Државата ако сака да има да го заштите производство и народ да го заштите, треба да каже увоз од тога и до тога и нема. Нека забран кога има наше производство. Кога нема, нека увезуват. Кога има наше производство, увоз нема потреба. Така било и може и за време Југославија. Затоа што мислам народот пропаѓа и не да се селе, некој нема да се врати, се селе што повише. Уште Радовишкиот и Струмичкиот регион остана, Валдановскиот и Евгелијскиот регион. Уште тука некои луѓе, не млади, баш млади не работат, но во средни години луѓе работат, како мојот син, таквија, а младите дечки никој нема кој да зафата да работи, да тие цени не работи никој. Тоа е чиста загуба, чиста манипулација со народа. Државата сега, еве јас и до владата апелирам, до господин Мицковски, кој многу почитувам и го сакам, меѓутоа не знае се, ама тие неговите блиски работници го лажат. Кај се градоначалници да прошетат, да видат по магазините народот, има и они програмата, што, како. Нека се прошетат, нека видат. Сега куќа гледаме тука, редат пат. Редат патиџан, како оде откуп, што оде, нека се прошетат, нека видат, да не спијат таму кабинетто. Ке излезат вон, ке стават црен наочар, темпен би се, не така. Ова производство сега е под директна конкуренција од Албанија и често се вади државата. Не може сега државата се влече, може нешто меѓутоа кога нема наша роба, нека има увоз, не е проблем. Ама сега кај увоз, ние нашто нема кај да го дадем по увоз носа тука.
Ние кај не можат да се бориме со, да речеме, во Србија да извезуваме во Босна, зашто таму ни ги земат пазарите, па и домашниот не го земат. Не знам, нешто државата мора да учи, не учи, не пропаѓаме на цел. Затоа што ајде нека се да се врне малку назад, време Југославија, имаш Зик Струмица, Анска река, Вино југ, таму вам на после 80 година направија агрокомплекс. Преку тај агрокомплекс една фирма да извезува. Дали на страна, дали у тржница, у Загреб, ово, сега ние сите се нашите бизнисмени како сакат така прават, одеш, амбалаж тераш, вика, цена ќе видам утре. Кај го има ова? Ти, и кога зимаш ѓубрина, препарати, пестициди, не те пита таму. Таа е цена, земи, плати и готово. Добро, и кога се најинтензивните берби, па и ве ограничуваат и со откуп? Па минатата ден имаше ограничување, вика, еве ти 200 гајбички, тоа е 1500-600 кило. А вие за берба? Имаш за берба 5 тона, 6 тона. Вчера имаме 5-6 тона, днеска 5-6 тона. Е комбито товарно розова, црвена за магацин и така. И виш колку има берба. Покажува ли ова дека ако сега не им се помогне на градинарите со пласманот, ако не им се помогне, ако пропадне еднаш кај градинар, после тешко дека ќе се врати? Ова нешто нема се врати. Ние сега таа година тешка година е. Инвестираваме многу, а не може да поврнеме нашите инвестиции кам трошковите. Не може 3 години свеста да ни дојде, не може да се оправиме 3 години. И кој ќе задржа млад човек да работа? Нема шанса. Нема не да се врати од Германија. Кој повратник се врати, нема шанса да се врати и да работи. Не знам, нешто држава. Кој апел од допрва имате берби вие пред вас? Па имаме ние цел месец и до 10 јуни ќе имаме берби. Нешто државата мора да преземе, доколку не преземе, нема ништо од нас. Нема ни држава, нема ни народ, нема ништо пробајзе. У шта региони, кажак, Радевичко, Струмичко, Валандско, Гевјелско, таму ишто Македонија, Виница, Кочани, тие се со страна со Бера, Делчо да кажеме, нема никој. Се се избега. Уште тука и крај капитулација. Со Велков, каква е состојбата со градинарите? Изминатава недела имаше страшен пад, многу алармира земјоделците дека драстично падна доматите со само еден увоз, колку може да направи дестабилизација на пазарот. Па да, тоа ние го зборуваме веќе X време, дека треба да се има некоја стратегија во нашето земјоделие, како и на кој начин да произведува, што и колку да произведува и по кои цени ќе ги пласира своите производи нашиот земјоделски производител. Како што рековте, конкретно минатата недела имаше драстичен пад на доматите, тоа се однесуваше пред се на увозот од Албанија. Нема што веќе да се крие, се знае. Ние сме членка од една страна на ЦЕФТА, не смееме да го забраниме увозот, да кажем. Меѓутоа треба, како што секоја држава си врши заштита на своите производи, требаше и нашата влада на еден начин да изврши некоја заштита на самите земјоделски производители, бидејќи тие земјоделски производители се зависни од пласманот на тие земјоделски производи. Еве што се однесува, да речеме, денеска, вторник е 16 јуни, има некое добро расположение кај нашиот градинар, бидејќи доматот се нуди негде меѓу 40 и 50 денари. Зборувам за денеска, еве прилогот кога ќе ви оди, не знам по која цена ќе биде, меѓутоа за денеска е таа цена што мислам дека ги задоволува самите земјоделски производители, бидејќи висината на цената овозможува покривање на сите трошкови, производствени трошкови и останување дел од процентот по кој се нудат земјоделските производи да остане за нашиот земјоделски производител. Таа цена на стартот ги уплаши земјоделците, толку ниско да падне меѓу првите берби, влеа страв дека ќе остане цело производство практично. Па добро е што дојде до зголемување на цената, бидејќи колку толку ќе се створи некое расположение да во иднина мисли нашиот земјоделски производител баш на оваа култура да ја засадува. Меѓутоа, како што рекоте, како што започна со ниски цени 20 до 25 денари, цена која што ни удалеку не ги покриваше трошковите кај нашиот земјоделски производител, мислам дека ќе влијае колку толку, сега зависи како во иднина ќе се пласираат тие земјоделски производи. Меѓутоа пак ќе потенцира неминовно е водење стратегија во нашиот аграр, не само за доматите, туку и за останатите за земјоделски производи, дали се однесува тоа на растително производство или на животинско производство, бидејќи сведоци сме дека има доста реакции од производителите на млеко, има доста големи проблеми пред се во неисплаќање на субвенциите и висината на откупот на млекото. Допрва ќе почнуваат и поголеми берби кај доматите, ми се чини. Како оди
Па, мислам дека ако од една страна оние кои што се огледува под дополнителни околности, пред се тука станува збор под парот, веќе се при крај, меѓутоа тие останатите пред пластеничко производство тек ќе почнат да се откупуваат, така да се надеваме, еве минатата година колку толку имаше една добра цена доматот. Да се надеваме дека и оваа година барем 40 до 50 дена, цена која што мораме да кажеме и минатата година нашиот земјоделски производител ги пласираше тие производи, а ако се зема во обзир минатата година 40 дена и ова, мислам дека е доста пониска, меѓутоа пак морам да кажам, треба да има некое расположение кај нашиот земјоделски производител. Како пројдоа, ги фаќали стравот затоа што видоа што се случува со зелката. Почна со една цена, на крај дојде до толку мизерна цена, дел гледам и ги заоруваат зелките, не ги ни берат. Не, дел, мислам дека голем број од земјоделските производители кои што произведува на отворено, без полиетиленско платно, мислам дека голем број ги заора, ги станира производите од зелка, така што мислам жално беше и по која цена 4 денари се откупуваше зелката. Жално беше за тие земјоделски производители. Меѓутоа да се надеваме дека во иднина нема да се случува тоа и дека ќе колку толку пак кажат дека мора да се задоволи самиот земјоделски производител. Еве, мислам минатата недела имаше некоја реакција од некои консуматори на земјоделските производи дека не може земјоделци да продаваат 130 денари домат конкретно. Сега нели баш тој период кога падна цената, меѓутоа може да се случи тоа што никој не го очекуваше, да не 130 и 200 денари да го плаќаат, ќе го нема веќе тој производ, бидејќи нашиот земјоделски производител по тие ниски цени не може да произведува и нема да знаат со кој квалитет располага тој производ што го набавуваат самите консуматори. Дополнителен проблем со кој што треба државата да се справи се трговците. Овие прекупците кои што ги билдаат тие цени, ние по Скопје ги плаќаме дупло, тродупло. Еве кај вас падна 20-25, у Скопје не падна под 80. Да, мислам дека тука треба да се води грижа. Јас икс пати сум рекол дека најголемиот цех го плаќаат земјоделските производители заедно со консуматорот. Земјоделскиот производител ги потрошува своите земјоделски производи по ниски цени, додека консуматорот по 3-4 пати повисоки цени отколку што ги набавува, ги продава. Колку се важни субвенциите, исплатата на субвенциите, од сите страни слушаме дека еве се ближи крајниот рок 30 јуни, допрва сега се исплаќаат за тутунот субвенциите, што било многу порано се исплаќале, се доцни или требаше ли порано да стасаат? Мислам дека земјоделците негде субвенциите требаше да ги примат негде март, април месец, да речеме колку толку од трошоците на чинење на даден производ во самото производство покрива, мораме да кажем покрива во самото производство, додека еве како што кажавте, веќе 30 јуни се ближи период во кој што веќе мислам законски требаше да бидат исплатени, еве за 15 дена, не знам колку ќе бидат во можност од надлежните институции да ги исплатат субвенциите, бидејќи како никогаш досега мораме да го кажеме и тоа дека требаше веќе да биде аплицирано за 26-та година. А еве сега се уште не е отпочната апликацијата за субвенции за 26-та година. Доправа треба. Да. Се покажали еве оваа година колку е важно прашањето за пласманот. Еве кај градинарите еве конкретно да зборуваме. Гледаме цени мизерни и на компирот и не само тоа, кога падна цената кај доматите се виде човек што треба бере 10 тона, на откупот му викаат само тонки ти земеме. И тоа ги фаќаше паника, ќе треба да фрла. Па да, тогаш во тие периоди кога се нудеше поголеми количини се прави некоја редукција од самите земјоделски производители, како што рековте, ако треба 10 тона, ако има земјоделскиот производител, му се нудат откуп на 1 тон. Така да мислам дека мора во иднина, баш пласманот е најголемиот проблем во нашето производство, бидејќи колку толку еве се уште, иако недостасува работна сила, нашиот земјоделец, иако во одминати години се труди колку толку да има производство што жал, и во тие околности за нашата држава се големи количини. Мора да се наоѓа пласман надвор од државата. Иако е рано, треба ли уште од сега да се почне да се размислува за пиперката ајварка? Едно од позначајните култури. Мислам дека веќе поодамна требаше да се знае нашиот земјоделски производител по која цена ќе ги продава овие производи. Еве да речеме се наоѓаме на прагот на откупот на житото и тука немаме дефинирано цена по која ќе се откупува, а знаеме дека трошоците за самото производство нагло се зголеми, како во агротехничките мерки, така и во цената на чинење на репроматеријалите, ѓубрива, пестициди, сите тие работи, мислам дека допринесуваат да му се понуди некоја поголема цена на нашиот земјоделски производител.
Кај пиперка тај врка? Треба апелот е посо време да се седне да се преговара со откупувач? Мислам дека требаше веќе да се седнат со самите преработувачи и да знаат по која цена нашиот земјоделски производител ќе ги продава своите производи. Меѓутоа, еве да речеме веќе месец-два веќе е одминато, а мислам дека дел од земјоделските производители кои што поодамна ги засадија индустријска пиперка и нудат првите количини се нудат на пазарот, мислам дека требаше да се седне веќе, а и да речеме и во овој период да се седне, да се разговара како и што понатаму. Минути предвидени за блокот стручни совети, а во нив акцентот е на превентивната заштита. Многу треба се обрне внимание во овој период од годината. Во вториот дел од емисијата, како што најавивме, ние темата за дигитализацијата. Факултетот за земјоделски науки и храна се опреми многу сериозно со врвна дигитална опрема која што ќе представува едно демонстративно поле каде што ќе се обучуваат земјоделците и практично ќе може да видат што е она што се збори, која е еднината во земјоделството, каде треба да се инвестира понатаму, да се користат и странски фондови за такви инвестиции, но паметно да се инвестира во опрема што многу ќе олесни работата на земјоделците, ќе замени голем број од работните операции, да не се плаќаат работници и сето да биде автоматизирано, да биде контролирано. Почитувани, климатските промени се реалност која што веќе длабоко го менуваат производството на храна во светот. Земјоделството како сектор кој што директно зависи од природните услови е меѓу најранливите во овие промени кои што ни се случуваат. Веќе со години сме сведоци дека се почести се екстремните временски појави како продолжени сушни периоди, топлотни бранови и варијации од една до друга крајност. Се сочуваме со интензивни врнежи, појава на мраз во невообичаени периоди од годината. Овие промени значително влијаат врз приносите, квалитетот, производството и стабилноста на приходите на земјоделските производи. Дополнително, водните ресурси стануваат се поограничен фактор, што ја нагласува и потребата од нивно поефикасно управување и одржување. Истовремено се јавуваат и потреба од прилагодување на сортиментот кој што го имаме, агротехничките практики и самите системи во делот на земјоделското производство. Свесни за овие предизвици, како држава континуирано мораме да работиме на воспоставување политики и мерки за адаптација на земјоделството кон овие климатски промени. Овие напори се во согласно со националните стратешки документи, вклучително и стратегијата за паметна специализација, реформската агенда, како и националните комуникации за климатските промени. Особено значаен правец е развојот на паметно и одржливо земјоделство базирано на знаење, иновации и дигитални технологии. Се стремиме кон воспоставување на институционални решенија кои ќе овозможат долготраен пристап кон адаптација, секако преку вклучување на високообразовните институции кои што постојат во нашата држава во овие многу важни процеси. Денешното отварање на ова демонстрацијско поле представува важна алка во овој битен процес. Овој пилот проект има за цел да ги тестира и да демонстрира најсовремени технологии и практики кои што може да придонесат за зголемување на отпорноста во делот на земјоделското производство. Особено значено е што во овие експерименти се интегрираат дигитални технологии, прецизно наводнување, користење на различни видови на сензори, метеоролошки станици, системи за далечинско следење, дронови, соларни панели и пумпи, антифросистеми, како и други напредни технолошки алатки. Овој пристап овозможува собирање на прецизни податоци и нивна анализа, со што се создава особено важност да се базираат важни одлуки во делот на креирањето на овие политики. Една од најважните вредности на овој проект е неговата демонстративна и едукативна функција која што ја има. Почитувани, овие полиња нема да бидат само истражувачки локации, туку и центри за обука на земјоделците, практични училници за студентите, платформи за соработка помеѓу институциите, бизнис секторот и нормално науката. Преку организирање на денови на поле, практична настава за студентите, работилници и други активности и овие добиени резултати ќе се споделуваат до сите засегнати страни, кои што ќе овозможат побрза примена на иновациите во самата пракса.
Со ова се гради така наречен четирикратниот хеликс пристап до партнерство помеѓу јавниот сектор, академијата, приватниот сектор и граѓанското општество, што е клучен предуслов за успешна и одржлива трансформација на македонското земјоделство. Климатските промени не се апстрактен научен концепт, тие се секојдневна реалност која нашите земјоделци ја чувствуваат на своите парцели. Задача на универзитетот е да биде чекор напред, да истражува, да наоѓа решенија и да ги пренесува тие решенија таму каде што се потребни. Ова поле е токму тоа, жив мост помеѓу академијата и практиката. Особено ме радува меѓународната димензија на овој проект. Соработката со Германското федерално министерство за земјоделство, со ГИС и со SWG ни прокажува дека Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје е препознаен и е ценет партнер во европскиот истражувачки и развоен простор. Меѓународното партнерство не е луксус, тоа е неопходност, особено кога се зборува за глобален предизвик како што е климатската криза. Искрена благодарност упатувам до сите наши, германски и меѓународни партнери за нивната поддршка и за довербата покажана кон нашиот факултет. Сакам да го потенцирам и образовното значење на ова демонстрацијско поле. Нашите студенти, идните агрономи, технолози и земјоделски инженери на Македонија добиваат нешто бесценето – можност да учат во непосреден контакт со реалниот предизвик. Today is an important moment. Денеска е важен момент, бидејќи не зборувам за планови или за испорака на опрема. Сега го пуштаме во употреба опитното поле, кое треба да ја зголеми отпорноста кон климатските промени и за промоција на дигиталното земјоделство. Ова ќе биде место каде студентите, истражувачите и земјоделците ќе можат заедно да работат на нови можности, важни за иднината на земјоделството во овој регион. Идејата се развиваше со текот на времето и диалогот помеѓу факултетот и партнерите со кои ја помагаме оваа поддршка. Сакавме да го поддржиме не само истражувањето и преносот на знаењето, туку и практичната апликација на дигиталното земјоделство на Западен Балкан. Оваа опрема инсталирана тука е дел од еден поширок демонстративен проект за мерки за адаптација кон климатските промени во земјоделството. Овој проект беше важен уште кога го почнавме и овој следен чекор доаѓа во вистинско време, кога се соочуваме со вистинските последици од климатските промени. Климатските промени веќе сериозно го погодуваат земјоделското производство, тука кај вас, но и секаде во светот. Ефикасното користење на водните ресурси и нивната одржлива експлоатација стануваат есенцијални за идното производство на храна, и затоа проекти како овој се толку важни. Основањето на ова демонстративно поле и лабораторијата за дигитално земјоделство представуваат значајна можност за студентите и истражувачите. Експертизата на овој факултет е високо оценета од постојаната работна група за Западен Балкан, бидејќи вашите експерти предонесуваат значително во истражувањата кон адаптација на климатските промени, наводнувањето, науката за почвите, лозарството и овоштарството. Убеден сум дека оваа соработка ќе продолжи и ќе се зголеми во идните години, со поддршка на иновациите, истражувањата и преносот на знаење. Овие демонстративни полиња придонесуваат за постигнување на климатските цели и за долгорочна економска стабилност на земјоделскиот сектор. Денес на опитното поле на нашиот факултет во Долно Лисиче правиме еден мал, но многу значаен чекор. Отвораме демонстрацијско поле посветено на адаптација на земјоделството кон климатските промени, поле кое не е само парцела со создава, туку жива лабораториска просторија за иднината на македонското земјоделство. Климатските промени не се далечна иднина. Тие се реалност со која нашите земјоделци се соочуваат веќе секој ден. Суши, поплави, неравномерни врнежи, промени во вегетацијскиот период, се тоа бара нови решенија, нов пристап и ново знаење. Факултетот за земјоделски науки и храна има мисија токму тоа, да биде мост помеѓу науката и практиката, помеѓу истражувањето и полето. Искрена благодарност искажувам кон германската влада и кон ГИС, Германското друштво за меѓународна соработка, чија што поддршка овозможи реализација на овој проект. Соработката со нашите германски партнери и со СВГ, регионалната работна група за рурален развој во Југоисточна Европа, покажува дека предизвиците на климатските промени не препознаваат граници и дека нивното решавање бара обединети напори. Посебно благодарност упатувам до целиот академски тим и стручен тим на факултетот, чија што посветеност и стручност го направија се тоа возможно, како и од тимот на опитното поле на ФЗНХ.
кои секојдневно вложуваат труд во одржувањето и развојот на нашите истражувачки површини. За нашите студенти ова демонстрацијско поле представува исклучителна можност за учење надвор од предавалните. Тука на отворено тие ќе имаат можност да го препознаваат теоретското знаење со практичниот опит, да наблюдуваат со сопствени очи како различни агротехнички мерки, сортименти и системи за наводнување реагираат во услови на климатски стрес. Практичното образование нивните агрономи, технолози и земјоделски инженери е наш примерен приоритет и ова поле ќе биде централен елемент на таа образовна мисија. Студентите кои денес учат тука, утре ќе бидат лидери во земјоделскиот сектор, особено и самоуверени да го водат земјоделството во поотпорна иднина. Почитуван господин министер, во ова демонстрацијско поле е и порака до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Академијата е подготвена да биде активен партнер во обликување на земјоделската политика на државата. Резултатите и препораките кои ќе произлезат од научните наблюдувања на ова поле ќе бидат ставени на располагање на институциите за да служат како сигурна научна основа при донесувањето на стратешки одлуки. Убедени сме дека е потребно уште потесна соработка помеѓу владата и факултетот, особено во поглед на поддршката на земјоделците при прилагодувањето кон новите климатска реалност, при воведувањето на иновативни практики и при осмислувањето на нивните агроеколошки политики. Резултатите од ова поле ќе бидат споделени со поширокото земјоделско стопанство во Македонија, бидејќи нашата цел не е затворење во зидови на академијата, тоа е насочена кон подобрување на животот на луѓето кои ја хранат Република Македонија. Убеден сум дека денешниот настан е почеток на еден долгорочен процес на учење, иновирање и градење на поотпорно земјоделство. И тука некаде е крајот на денешната емисија. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Се гледаме за 7 дена. До тогаш имете пријатно неделно попладне.